Благодарение на нашата сограѓанка и нашата читателка Лимонка Арсова, јавната локална библиотека Илинден дојде до едно вредно дело на нашиот покоен роднокраен автор Драган Арсов. Станува збор за книгата "Црквите и манастирите во Пијанец". Во оваа книга Драган Арсов заедно со Софрон Ѓорѓиевски собрале многу податоци до кои што тешко може да се дојде и кои што треба сите да ги знаеме, кои што потекнуваме од Делчево или од Пијанец, но за жал книгата останала неиздадена. Јавната локална библиотека ја комплетира, направи еден вид на скрипта, како таква ќе ја издаваме на нашите читатели и се надеваме дека следната година ќе се потрудиме да ја издадеме како книга. Оваа публикација прв од ваков вид во Делчевско се прави кус преглед на црквите и манастирите од раното христијанство до денеска. Во книгата се среќаваат податоци за кои малкумина знаеме. Јас ќе споменам само некои од нив. Например, се зборува во грамадата на Василий II, издадена во 2019 година, за постојање на црковен живот во Пијанец. Потоа се зборува за локалитетот Градиште во село Град. Според археолошката карта, таму имало населба уште во 3 век пред нашата ера, која во римско време прераснала во населба. Потоа книгата објаснува за населба и некропола од доцното античко време во Црквенец, за остатоци на ранохристијанска црква во селото Киселица, или за градче Тврдина, сегашно Звегор, која датира од 3 век, за две ранохристијански цркви во Стар Истивник. Има уште многу вакви податоци за цркви во Пијанец, кои што, како што реков, ние не ги знаеме, а како делчевчани треба да се гордееме или барем да ги покажеме пред светот. Самата книга може да се искористи во некои други истражувања за постоење на црковен живот или црковна традиција во Пијанец. Јавната локална библиотека Илинден на Лимонка Арсова јавно и искрено и се заблагодарува за овој прекрасен подарок. Овој вид на промоција на оваа книга или овој вид на реклама на самата книга библиотеката го прави во рамки на одбележувањето на месец октомври, месецот на книгата.